Бојан, 28, тоа е неговото корисничко име, и прашува дали cheat day треба секоја недела да се прави. За оние кои што не знаете, cheat day е, нели, обично таа терминологија се користи во диети, кога можеби сакаме да се тргнеме од диетата и да направиме некакви отстапки, односно да изедеме некое задоволство, благо, грицки, генерално храна со големи калории. И кој што ќе ни направи вистинска сензација во уста. И Бојан, за ова прашање, на прва работа што од каде се појавува овој термин, не знам дали знаеш, но cheating, односно оттргнување од диетата за момент, е поради логиката дека доколку можеби ти си на одредена рестриктивна диета со помалку калории или со помал број на јаглехидрати, се верува дека доколку ти имаш еден таков ден, cheating така наречен, во кој што ќе јадеш без да внимаваш на ништо, ќе јадеш многу калории, процесирана храна и слично, ќе дозволиш да влиеш на еден хормон кој што се вика лептин, и тој хормон многу повеќе во останатите делови од неделата ќе ти носи чувство на ситост. Научно тоа воопшто не е потврдено, и нема, медицината не се сложува со тоа дека доколку ти правиш такви денови ќе ја подобриш сензитивноста на лептинот, затоа што сепак се работи за многу комплексен систем во сигналниот механизам, не е туку така едноставно да поверуваме и да се докаже нешто, но она што се зборува во медицината е дека прва работа што треба да се исклучи е да се смени терминологијата, затоа што кога ти зборуваш за cheat day или cheat meal, знаеш, некако тоа создава грижа на совест, затоа што подсвесно кај нас се создава причина да можеби као да прикриваме нешто, као да можеби се лажеме себе си и така натаму, затоа нека не биде чит, туку нека биде, не знам, ден во кој што си дозволувам задоволства и си се наградувам. Нека биде таков ден или таков оброк и тоа воопшто не е проблем. Доколку ти остатокот од неделата си се придржуваш на исхраната која што си ја прифатил да ја придржуваш, во телото е многу едноставна равенката, а тоа е колку калории влегуваат и колку се трошат. И колку хранливи материи влегуваат и дали е тоа доволно за телото да ги обавува сите метаболички процеси оптимално. И доколку си во тие граници, па макар и во неделата да имаш и 2 cheat meals, не денови, ќе успееш да балансираш, да не зголемуваш килограми или можеби да намалуваш доколку си тргнат во таков процес и гледаш да во секој ден правиш одредена минимална рестрикција на калории. Така да тоа е моето мислење по ова прашање и она што се разбира го зборува науката.